Летачкиот клуб Љуботен од Тетово овој продолжен викенд организира параглајдерски надпревар Љуботен Опен 2018. Се работи за меѓународен надпревар во дисциплина прелети, на кој ќе учествуваат 40 учесници од повеќе земји. Настанот ќе се одржи од 24 до 27 мај, од четврток до недела, додека наградите ќе бидат доделени на последниот ден. На него ќе земат учество 40 надпреварувачи, толку го ограничивме бројот на надпреварувачи за оваа година. До сега имаме пријавено надпреварувачи од 10 земји. Имаме од сите околни земји околу нас учесници, имаме дури од Австралија имаме пријавено надпреварувач, од Јужна Африка имаме надпреварувач, од Германија и Словенија. Так. Стартот ќе биде на Попова шапка на местото Репетитор. Ќе се лета по падините на Шар планина, рутите се северно до Љуботен и јужно до Вруток. Слетувањето ќе зависи од зададените трки во денот. Целта ќе биде во зависно од метеоролошките услови во денот. Имаме предвидено неколку места за слетување, можни места за слетување. Тоа се јужно од излезот на Тетово, во близина на Штуловиот универзитет, према Речица, позади МК Петрол. Другото место е на север од Тетово, на излезот од север. Имаме места на слетување во Вратница, во Одри, во Теарце, Брвеница, Гостивар, кај наплатната рампа и Вруток. Последен ден ни е недела. Очекуваме да прогласувањето на резултати на победниците и затварањето на надпреварот да биде во недела попладне, негде околу 17 часот. Шар планина е еден од најатрактивните терени за параглајдерство, со одлични климатски и теренски услови за прелети. Шар планина нуди многу убави услови, ретко убави услови. Самата местоположба и тоа што сме како земја на југ ни овозможува да имаме многу сончеви денови што се потребни за летање со параглајдера, и самата конфигурација на теренот, Шар планина како планина и Полошката коклина испред овозможуваат многу убави, многу добри, скоро идеални услови за бавење со параглајдерство. Параглајдерскиот надпревар Љуботен Опен 2018 е пријавен во Светската воздухопловна федерација ФАИ со покровителство на Воздухопловната федерација на Македонија.